председателе. Веќе на вториот ден од работата по овој закон, морам да кажам, вие бевте оправдано спречен да присуствувате на првиот ден, беше вашата заменичка, во многу коректно ја водеше седницата, имавме добра расправа. Офативме повеќе аспекти од законот и утврдивме, барем од наша страна, мислам дека и колегите ќе сложат за повеќе работи за кои што може да се интервенира, да се коригира со цел да се спречат понатамошни проблеми, тешкоти и што е најважно опасности во работењето на предпријатите, имајќи специфичната дејност што се регулира со овој закон. Имаше и најава во јавноста од вашата заменичка дека има и расположение да се разгледаат забелешките во конкретна форма на амандманите поднесени. Па во таа насока, еве, ќе се повикаме на член 149 став 2 од Деловникот за работа на Собранието и ви предложиле 4 комисиски амандмани на Комисијата за европски прашања на предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за техничка инспекција и конкретно можам да со првиот амандман. Бидејќи ги немате копиите, ќе ги прочитам целите. Со првиот амандман се предвидува членот 3 да се смени и да гласи. Членот 12 се менува и гласи: инспектор може да биде лице кое е државјанин на Република Македонија, е полнолетно, има општа здравствена способност, не му изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана за вршење на професија, дејност или должност. Ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните места. Поседува меѓународно признат сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење и тоа еден од следниве: Certiport IC3 GS4 Key Applications положен, Microsoft MS Word или MS Excel положен или ECDL Core положен. Има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место преку полагање на психолошки тест и тест за интегритет, согласно со прописите кои се однесуваат на државните службеници и има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекцијската служба. Став 2. Државен инспектор за опрема под притисок може да биде лице кој има високо образование од областа на машинството и најмалку 3 години работно искуство во струката. Став 3. Државен инспектор за лифтови, чари, дигалки и транспортери може да биде лице кој има високо образование од областа на машинството или електротехниката и најмалку 3 години работно искуство во струката. Став 4. Државен инспектор за производи и постројки наменети за работа во експлозивна атмосфера може да биде лице кој има високо образование од областа на хемиското инженерство, физиката или технологијата и најмалку 3 години работно искуство во струката. Став 5. Државен инспектор за електроенергетски постројки, електрични производи и уреди може да биде лице кој има високо образование од областа на електротехничката и најмалку 3 години работно искуство во струката. Став 6. Државен инспектор за опрема, производи и постројки наменети за користење при експлоатација на минерални суровини може да биде лице кој има високо образование од областа на рударството, машинството или електротехничката и најмалку 3 години работно искуство во струката. Државен инспектор за геологија и рударство може да биде лице кој има високо образование од областа на рударството и геологија и најмалку 3 години работно искуство во струката. Ако дозволите, би сакал и на кратко да го образложам. Имавме детално говорено на првиот ден на расправата. Во првиот ден имено имаме и се однесува поднос на компетенциите на самите инспектори. Во текстот на предлог законот се предвидува една општа клаузула кај што ги опфаќа сите струки на образование. Поглед. Имам